И по повеќе од половина година, загубата и тагата за жртвите на стропниот пожар во Кочани ниту можеме, ниту треба да ги заборавиме. Но во вакви ситуации важно е да научиме да живееме со неа и да не дозволиме истата да стане хронична. Поради тоа, тим на психолози од Центарот Алтернатива од оваа сабота да почнуваат со нови и бесплатни психолошки сеанси за сите оние кои биле и понатаму се засегнати од големата трагедија во Кочани. Сеанси за кои пријавувањата се во тек. Групите за психолошка поддршка или тие така наречени психоедукативни групи кои што ние ги организираме, се групи во кои што сите заинтересирани граѓани на Кочани, првенствено во прв ред оние кои што имаат било во самото семејство загуба, значи родителите, нивните роднини, пријатели или пак професионалците, затоа што се ова групи исклучиво за возрастни, се организираат на начин да сите кои што доаѓаат можат да во една дискретна атмосфера, во една безбедна атмосфера, во атмосфера на сигурност и при тоа поддршка и емпатичност да можат да ги споделат своите тешкоти, своите дилеми, да ја споделат болката која што е огромна, да разговараат за својата тага, да можат да разговараат евентуално и за некои идни можности кои што ги чекаат како живи луѓе, нели? И при тоа да ни стаа групно споделување и споделување првенствено на тагата, болката, па ако сакате и лутината, затоа што има и многу лутина во кај граѓаните, да можеме да евентуално најдеме некакви заеднички одговори како да тие и кога ќе излезат од нашите групи да се да ги збогатиме нивниот репертоар на вештини и на начини како да се справуваат за да можат да продолжат да функционираат. Заради тоа што во еден период време се случи да што и ние го знаеме кога беше шокот, кога беше онаа рана фаза, луѓето буквално беа парализирани. Сега е време кога ќе треба полека да се вратат во живот со најголем почит за она што им се случи и со најголемо разбирање и емпатичност за нивната загуба. Ситуацијата во Кочани неколку месеци по пожарот е поразлична. Во меѓувреме се појавија нови жртви, а дел од повредените по завршувањето на нивното лекување дури сега стануваат свесни за големата загуба. Јас мислам дека во овој момент во Кочани скоро и да нема човек кој што би можел да каже дека не е засегнат од оваа ситуација. Некои се блиску до жариштето, односно тоа се тие првредна кои доживеале загуба во самото семејство и пред се ова е екстремно тешка ситуација за цело Кочани. И мислам дека тука се и пријатели, и роднини, и другари, и соседи, секако да не ја обезвредниме загубата на оние кои што ги загубиле и тоа загубија 62, односно сега веќе 63 млади животи. Тоа е цела една генерација на млади луѓе која што е загубена. И уз нив оние сите кои што нели ја чувствуваат таа загуба. Ова е кога почнувавме во мај месец, правевме групи и за млади. Сега сме насочени само кон возрастните, првенствено кон оние кои што имаат директна загуба, меѓутоа не правиме селекција. Секој кој што има потреба, секој кој што смета дека оваков тип на заедничко дружење, разговор, споделување и со стручните лица барање на одредени пофункционални решенија и излези од оваа ситуација, сите се добре дојдени. Сепак ние направивме две групи. Едната група е за родителите, роднините и семејствата, а другата е за професионалните лица. Кога викам професионални лица, тука мислам медицински персонал кој што и текако беше засегнат и се уште е со сите оние последици кои што се случуваат на полето и не само психички, туку и физички, заради тоа што имаме младите кои што преживеа, сега се во интензивни фази на рехабилитација и на физикални терапии и се уште трауматските доживувања се интензивно присутни. Потоа оние кои што помага пожарникарите, полицијата, наставниците во училиштата, значи сите тие се добре дојдени и сите оние кои што сметаат дека ова може да им биде од помош.
Психолошка поддршка на засегнатите ќе дават цел тим од психолози секоја сабота почнувајќи од тоа па се до крајот на месец декември. Психолошката поддршка е бесплатна, а пријавувањата се во тек. Организираме групи кои ќе почнат во сабота и тоа се 6 работилници, односно 6 средби, секој викенд, освен оној викенд во декември месец кога е празник на 8. Значи некаде до 20 декември ќе се одржат 6 средби со возрастните, односно со возрастното население од Кочани. Пријавувањето е веќе започнато. Ние сме организирани на начин да имаме локални координатори, луѓе кои што се во Кочани и бројот на кој што може да се пријават е на 078 313306 за да можеме да ги формираме групите, оти кога групата ќе се формира, таа е од затворен тип и потоа продолжува да работи во сите 6 недели. Работилниците се бесплатни, односно тие средби, да кажеме, се комплетно бесплатни за сите учесници и се со време траење од 2 часа. Тоа е нешто што ќе се одвива во следниот период, почнувајќи од оваа сабота. Исто така би сакала да упатам апел да сите оние кои што ја чувствуваат потребата да најдат некаков одговор, да само ја споделат својата болка, да не ја чуваат во себе ниту болката, ниту тагата, туку да дојдат и да побараат помош од нашите професионални лица. Ако групата не им одговара, ќе организираме индивидуални средби. Ако групата може да биде одговор за нивните потреби, тогаш се добре дојдени. Индивидуалните и групните средби дефинитивно ќе помогнат на секој кој доживеал голема загуба за време на овој траечен настан. И затоа потребата од психолошка поддршка не би требало да се игнорира, туку кон истата да се пристапи.